Скопје е спроведена голема полициска акција во која се уапсени повеќе лица поврзани со организиран криминал. Според првичните информации, станува збор за осомничени вклучени во нелегални активности, меѓу кои трговија со дрога, оружје и други криминални дејства. Акцијата била планирана и координирана од страна на Министерството за внатрешни работи. Надлежните органи најавија дека истрагата продолжува, а уапсените ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка. Се очекуваат и дополнителни детали во текот на денот, додека полицијата апелира за трпение и разбирање од јавноста во врска со активностите кои се преземаат за безбедност на граѓаните. 3 земјотреси се почувствувани во Македонија по полноќ, предизвикувајќи вознемиреност кај граѓаните. Според податоците на Сеизмолошката обсерваторија, епицентарот на земјотресите бил во соседна Албанија, со најсилен потрес со јачина од 4,9 степени според Рихтеровата скала. Првиот земјотрес бил регистриран во 1 часот и 37 минути, а следните два се случиле во кус временски интервал потоа. Иако потресите биле умерени и не предизвикале значителна материјална штета, многу граѓани ги почувствувале вибрациите и ги напуштиле своите домови од предпазливост. Надлежните апелираат на смиреност, истакнувајќи дека ваквите земјотреси се честа појава во овој регион. Сеизмолозите ќе продолжат да ја следат ситуацијата. Средношколци од неколку белградски училишта најавија пленуми и бојкот на наставата во знак на протест против новиот модел на матурски испит. Според учениците, предложените измени се воведуваат без консултации и ќе создадат дополнителен притисок врз нив. Протестите започнаа со собирања во дворовите на училиштата, каде младите побараа повлекување на предложените реформи. Организаторите истакнуваат дека акциите ќе продолжат се додека надлежните не ги разгледаат нивните барања. Пленумите се очекува да бидат место за дискусија, но и за мобилизирање на поддршка од другите средношколци и наставници. Министерството за образование се уште нема официјален одговор на протестите. Европската унија нема да ги укине санкциите за Сирија, истакнувајќи дека тие се насочени кон поединци и компании одговорни за репресии и нарушувања на човековите права. Според официјалните лица, санкциите ќе останат на сила се додека режимот во Дамаск не преземе конкретни чекори за политичка транзиција и почитување на човековите права. Овие мерки, кои се во сила од 2011 година, вклучуваат замрзнување на имот и забрана за патување на одредени лица, како и ограничувања за трговија со одредени стоки. Европската унија нагласува дека хуманитарната помош за сирискиот народ не е попречена од санкциите и дека ќе продолжи да обезбедува поддршка преку меѓународни организации. Најмалку 30 севернокорејски војници, кои Русија ги распоредила во Курск, се убиени или ранети во напад на украинските сили, пренесуваат странските медиуми. Севернокорејските војници биле дел од група што помагала на руската армија во изведување инженерски и логистички задачи на фронтот. Нападот се случил во близина на воена база, предизвикувајќи значителни жртви. Информациите за присуството на севернокорејски војници на руска територија предизвикаа реакции во меѓународната јавност, потврдувајќи го сојузот меѓу двете земји. Украинската страна соопшти дека нападот бил насочен кон непријателски воени позиции, а не се исклучуваат дополнителни дејства во регионот. Русија засега не ги коментира овие наводи. Американскиот председател Џо Бајден најави дека останува приврзан кон политиката на потпредседателката Камала Харис и ги сподели своите очекувања за нејзиниот политички идентитет во наредните години. Тој изрази голема доверба во нејзините способности и лидерство, нагласувајќи дека таа ќе продолжи да биде клучен играч во неговата администрација. Бајден посочи дека во иднина очекува Харис да продолжи со напорите за напредок на земјата во области како што се здравството, економијата и заштитата на правата на жените. Сите овие изјави доаѓаат во контекст на председателските избори во 2024 година, каде што Бајден најави дека ќе се кандидира за втор мандат, но не ја исклучува можноста за Харис да биде негова наследничка. Според него, Камала Харис има потенцијал да ја води нацијата во иднина, особено во време кога Америка се соочува со нови политички и економски предизвици.